сте со CMVG. Денеска ќе правиме unboxing на тастатурата Afortek Body B318 и Afortek Body V7M маус. Сега ќе отвориме пред гушчето. Вака изгледа кутијата, многу убаво, многу ми се свиди, бидејќи вака се отвара. Да е вака е. Сега да го отвориме и да го извадиме овој. Упс, ми се скина, добро. Ќе оставиме ова наземе за да видиме што има у кутијата. Кутијата кога ќе отвориме имам тука ви пишува нешто за маусот. Вака и опс, ми падна вие. Тука имаме страницата за да ги симнете древиерите. И тука имаме два стикера. Сега ќе ви покажам, само да ги земам. Да ви не снимат. Имаме два стикера со раката на Body, такво е логото на Body. Добро, ај се да оставиме назад кутијата и тука да има ви пишува дека 300 км можете да помрднете за магнетите да ви работат толку. Од позади имате за што се опциите. Еве тука имате неколку опции, сега ќе видиме тие. Ајде да ги ставиме да видите. И еве вака ви е. Ние сега ќе отвориме пластикот. Да го извадиме кабелот. Дале. Добро. Оставаме на една страна. И еве го маусот. Тука имаме различни. Значи трета и ова на брзина прва. Еве го кабелот вака испакуван и се само да го одлепиме. Океј. Еве го кабелот, многу ми се свиѓа ова, како има слој направена, да не може да ви се скине. Ја сега да го клучиме лаптопот и да видиме како ќе свети. Бидејќи свети маусот, да го тргнеме ова, да го ставиме вака и го клучиме лаптопот. И да еве го гушчето кога е на прва брзина, свети црвен, два пати го кликнеме. Нагоре кога правиме сензитивити DPI-то се покачува, а надоле се смалува. Значи сега кликаме едно за да се смае. Имаме на буквата, значи со прва еднаш ви клика, на обично е, значи исто го прва, само друга боја е, и со трета два пати ви клика брзина, значи два пати различни со така боја е. Доле имате вакво 4 магнета, модел V7 имам, значи гледате, значи ова е за гейминг, да. И тоа ќе биде тоа. Ајде да видиме сега тастатурата. И да извадиме тастатурата. Например нешто друго. Еве како личи кутијата. Многу е убаво, мислам. Ајде сега тука да ставиме за да можеме да го отвориме. Ајде сега како се отргнува и сега како се отвора. Аха, значи едноставно само их тргаме вие. Сега да ги извадиме овие и еве сега ово не можем поно. Добро, отвориме воа и вака се вати. Исто така кабелот, скоро си исте кабелот, може подолг на ова, да изгледа подолге. Добро, еве како овие копчиња Q, W, E, R, A, S, D и F се протоколови вака направени. И да, од позади, од страната имаме 1, 2, 3, 4, 5. Тука имаме 6, 7, 8, 9. И ќе видиме тоа после, кој ќе го вклучиме и сега кабел. Сега од позади исто така ги има овие како сети тастатури, мислам дека ги имаат, за ако сакате да си дигнете овакви. Ја вака играм. Сега ќе ставиме овака и убаво стои, да. И да видиме друго кутијата дали имаше нешто. Изгледа има, да. Еве. Пишува тука некои ствари, ќе ви ги покажам после, да.
да го симнеме со втребор, да го симнеме драйверот. Еве го, на оваа страна. Имаме некои команди, да сега да уклучиме да видиме како ќе биде. Да, подолг е кабелот, како што реков, не знам точно колку е. Изгледа пишува на кутијата. Така, сега да уклучиме тука. Да уклучиме тука. Како изгледа две. Еве свети. Многу убави бои мислам дека се. Океј. Сега овие светат различна боја. Сега опциите да ги видиме. Пишува FN плюс F8, значи сега например играм Minecraft и понекогаш ја погрешки ќе кликнам тука и ќе ми се уклучи Windows од тука што ми е ова. Знаете, ако имате Windows 10 или 8, ќе ви се уклучи и ќе ви се смали играта. И сега тоа е добро што кликаме F1, FN и F8, кој ќе кликаме, не се појавува на екранот. Не се појавува на екранот, значи ако кликнеме FN и F8 ќе се исклучи тоа и вакво ќе се исклучи тоа и ќе се појави на екранот. Добро. Еве сега други опции да прочитаме. FN по стрелките, да. Значи FN и стрелките се гледате како посветло и потемно. Сега тука се менуваат боите. Пишува FN плюс F12 за да се сменат боите, ево. Да се исклучи или вака да свети, или па овака. И за посветло или потемно зависи како сакате и друга боја. Друго пишува FN. Да, FN се знае ова за да се намали, гласот нели да се намали, за да се попушти. Ево да се намали, да се попушти или па мют да биде. Добро. Друго да видиме. Да, тоа е тоа. Значи еве тука боите се прават. Каква сакаш боја може да си ставиш. Аутокликам, добро. Еве, например, оваа. Тоа е. И, значи, тоа е тоа. Тоа ќе биде тоа од оваа епизода, се гледаме во наредната. Поздрав!